Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва заедно со нас ке зачекорите во мистичните сфери на непознатото, мистериозното, необјаснивото. Вечерва ви ги презентираме сите податоци базирани на тајните сведошта на ретките преживеани. Вечерва за прв пат пред вас ја откриваме приказната која ги детерминираше нашите животи. Дами и господа, ке може ли вашето срце да издржи вистината за она што историјата ќе го запамети како Досие Скопје? Скопје во Првата Балканска војна, Скопје во Втората Балканска војна, Скопје во времето на Првата светска војна. Срби, бугари, германци, австро-унгарци, французи, англичани и бегалци кај Стенковец. Ова е Досие Скопје, воена епизода. Останете со нас. Скопје, 1911 година. Вкупен број на жители 43.847, од кои 28.604 муслимани, 13.331 православни, 401 католик, 1.500 евреи, 11 протестанти. Држава Отоманска империја. Мајка ми раскажуваше и тоа почесто за ова зборувавме, нели? Нема друго што да правиме и ќе зборуваме. Кога дошол султанот, тука, таа железничка станица не постои. Таа железничка станица има слика, кај сега најновата железничка станица има стаено слика. Тоа го правеле турците таа. Беше многу мала, нели, како една провинцијска, да речеме сега, наша, дури и таква не може не беше. Тука се... Значи, на таа железничка станица, прашањето како беше? И кога дошол султанот, нели, го пречекале, сите тие великодостојници што биле тука, нели, така, и со пајтони тргнал натака, покрај Вардар. Покрај Вардар, од десната страна на Вардар. И кај отишол? Во 1911 година, скопјани еуфорично се подготвуваат за пречекот на својот император, султанот Мехмед Решад. Во чест на гостинот, извршено и реновирање на камениот мост, при што е поставена нова, железна ограда. Училиштето Идадија привремено ја менува својата функција и се претвора во царска резиденција. Тогашниот скопски градоначалник, Салибек Рустембек, наредува изградба на нова улица, која ќе го поврзе градот со железничката станица од каде што ќе пристигне султанот. Улицата била наречена Јени Сокак, а денешните скопјани ја знаат под името Авенија Македонија. За да визуелно ви го појасниме проширувањето на градот,
се обративме до нашиот соработник од милитантниот институт за геостратешки прашања. Здравствуйте, друзья! Это пред меня е макета города Скопје от 1912 год, сделана од руская военна топографија зарад тајните планови на српская братская армија. Давайте, друзья! Опали! Ну, что будет видел око искусного военного стратега? Это я, например. Ну, что я вижу сюда? От описи на тогашни воени и цивильни збори я понимаем, что Скопје е поделено на 3 кварта. Градски кварт или центар города, во кој одвива се мултиетнически градски живот. Дуќани, банки, поси, затвори, хотели, а нови хамами. Ја опфаќа областа Скопско екале, стараја чаршија до реката Серава и на север до Чаира. Турски кварт, во главно стамбена населба со претежно турско е население, лоциран на простору помеѓу Серава и Гази Баба. Бардарски кварт, периферија города, катораја се протега од камени мост и ширица во правец на стараја железничка станција. Во вакваја формаја, маленькаја и красиваја, Скопје задржаје се до краја на Балканскија вајни. За партизанскую телевизию. Ну, заяц, погоди. О, давайте, друзья! Ой, моя маленька, ой, моя маленька, давайте, друзья! Ой, моя маленька, ай-яй-яй, ай-яй-яй! Дали за овој период имаме и некакви литературни сведоштва? На линија го имаме авторитетот Данило. Ова што ќе ви го прочитам е репортажа на писателот Франсис Лебрен, дописник на францускиот весник Le Matin, кој во 1911 година поминал низ Македонија на пат кон Цариград. Еве што вели тој за Скопје. Пристигнавме околу пладне. Турските власти на станицата ни приредија мощ непријателски пречек. Насекаде гледавме убави бели куќи, а над нив на ридот како акропол се надвиснуваат турнатините на огромната цитадела. Скопје е сосема ориентален град, со високи минариња што се издигаат покрај белите купови. До големата џамија се наоѓа старата чаршија, со тесни и криви улици, исполнети со цркви, дуќани, турски и ерменски работилници. Утредента направивме екскурзија со Пајтон, до конакот во Бардовци. Минавме низ бескрени турски гробишта, поставени без никаков ред, како мравјалник од анонимни камења. Нашите домаќини ни ја раскажуваат возбудливата приказна за последниот собственик на овој конак, Абдул Паша, кој се самоубил разочаран што не можел да ја придобие љубовта на една французинка, гувернанта на неговите деца. Пред конакот турските војници изведуваат вежби.
Војската во своите нови униформи маневрира со европска прецизност. Се чини дека Скопје представува многу значаен воен центар. Вака да кажам, таму едно место го викавме ние гробишта. Ја не се сеќавам за тие гробишта, али тука биле овие турски гробишта. Види вака, сега кај што беше Желен пазар, ние као деца уште имаше изгледа запуштени турски гробишта. Тука јас гледав кога копава темели, глави, коски се вадева. Се валкава просто ловање. И сега има уште коски турски од гробиштата што биле. И тука беше и пасиште за овци, за крави, за волои, од тие запуштени гробиштата и после изникнале трави и тоа ова и народот пасева тука. И гробишта стварно и до плоштад има гробишта. После се правеше офицерски дом, едно друго, све после тоа. А тамо имаше само откај, од дрвено може као ќе придеш на некој парк или Индеска улица, само 6 куќи од десна страна. Тука живеел доктор Шушкалов. А па негдека сум чул, ја не сум сигурен, тој се викал Шушкалович и не бил македонец. И таа девојка Марика и било името. Марика се влюбила во некој кисар, банкарски кисар. И после, не знам што се случило помеѓу овие заљубените, она извршила самоубиство со пиштолот на татка си. После тоа излегла песната. А таа песна јас и гласот можете го погодам. Марика Шушкалова за љубов се убила, за љубов се убила, за банкерско писарче. За Балканската војна сум слушал кога се зборува, нели, тука на Газибаба бил фронтот. Жени седат, си плетат пред врата, а војна се води тамо. Според каква е сега војната, никој не е обезбеден. Тоа сакам да кажам. По окупацијата на Македонија, српската власт забрзано работи на урбанизацијата на ориенталното Скопје. До 1914 година во градот веќе постојат 24 поголеми хотели, 5 банки, 1 кино, 7 аптеки, а низ градот шараат 139 пајтони. Во 1914 година, од страна на архитектот Димитрije Леко, бил изработен и прифатен првиот урбанистички план за Скопје. Со ова започнува една нова епоха во развојот на градот.
Почитувани падници, добре дојдовте во Скопје под српска окупација. Можете да се смислите во некој од нашите хотели. Хотел Гранд, Хотел Парис, Хотел Лондон, Хотел Ориен, Хотел Русија, Хотел Америка, Хотел Балкан, Хотел Босна, Хотел Шумадија, Хотел Љуботен, Хотел Цариград, Хотел Сараево, Хотел Крагуевац, Хотел Призрен, Хотел Војвода Путник, Хотел Српска круна, Хотел Велика Србија, Хотел Цар Дучан, Хотел Слобода или Хотел Славој. Во хотелите нема купатила, за бањање обратете се до нашите екзотични турски амами. До хотелите се стигнува со пајтон. Цената на возење е 2 динара по час, за повеќе часови цена по долар. Пари можете да размените во Народната банка, Француско-Српска банка, Скопска банка, Земска банка или Трговска банка. Навечер можете да се забавувате во ресторанот Здрински или пивницата Вардар. Доколку сте љубители на уметноста, Скопскиот театар таа представи секој четврток, вторник, сабота и недела. Управникот на театарот, господинот Нјушич, организира и специјални представи за скопските граѓанки со мукамедаска вероисповед. Ви посакуваме убаво да се поминете. И пак да ни дојдете. Со новата власт, нов изглед на градот, од милитантниот институт, повторно се јавува стратегот Емил. Gađaj, gaće ti se bosa. Koji ćeš kurac da pogodiš? Opet ja. Šta je ovo ovde? Plan grada Skopja. Izraboten 1914. godina od strana na topografiji na štabot na vrhovne komande na srpskata armija Bogati. Ako se udlabočimo u ovu mapu, šta možemo da vidimo? Bliži. Gađaj! Dolte kurac, neka gađa. Ti bliži. Vardarski kvart полека се проширил на кај Буњаковац и Капиштац. Улицата Јанисокак е прекрштена у улица Краља Петра, разуме се, и е урбанизирана се до железничката станица. А центар града полека се сели од леве на десне стране на Вардар. Со ова, Скопје дефинитивно е поделено на два дела, ориентален и европски. И тако е, брачо моја, дан до данас. Gađaj, samo ti gađaj. Od sad ti je već. Кои биле местата за скопската шема во времето на војните? Каде се одело на кафе, каде се искачало, а каде се пиело? Повторно авторитетот Данило. Во романот Знамиња, во делот насловен како Прво скопско писмо, Мирослав Крлежа дава маестрална слика на ноќната атмосфера на скопската чаршија во периодот по Балканските војни. Скопје во 1913 година. Светат и треперат војаниците на пенџерињата, покриени со црвени марами, клокоти на сите страни лутата ракија, се мириса на лук и лој, на белите бубрези фрлени на скара како човечко месо да се пече на жар. Кај леблевиџиските ќумези на старата скопска чаршија, таинствените македонци итро се моткаат околу нас. Најголема сензација овде е една Мејана, еден Ан, еден Јанчев Ан. И како да го опишам овој скопски ноќен локан, каде што бадијалџиите се забавуваат фрлајќи скапани компири од лонецот со вода, по голите танчерки кои играат чочек, а кога ќе шлапне компирот врз голиот мев на танчерката, да го слушнеш само урнебесот, од победоносни извици на гостите, кои што курвата ја сметаат за говече. Турската чаршија имаше
како го викаја тој, имаше анови тие. Не знам колку ги имаше, имаше неколку ханови турски тамо. Јанче хан горе, кај Свети Спас црква, Маврово, све за оној работу. У кафани поредко, се од тога издарало се двоеше. Кој беше за пиење, си имаше крчми, кој беше за кафана, си одеше во кафана. Свите тие, ја ги викам чишли понашниски, свите тие кафанските по едно нешто ќе отпеева со дајре. И свите некој попрост народ, она нешто ќе му приде до него, он мисли дека она го сака за кесето да му го лапне парите. А па тука турци, еден вечер едно турче, колку моја генерација, на кај седеше, натака, кај Јапаша седеше, го знаев, нели? И да земе да се опијани. И као што пее, и она како пеела, и он, почнал да вика по неј, взе и ножот, так се удрил, и се утепал у кафаната, умира. Ете тоа е. Свите овие бегови, што бева, Чани бег, тие другите, женските тамо, ќе му застане, ќе го загрне, ќе го баци он, лирите, они им ги лапнава. Се наоѓаме на влезот во старата царсија, денес запуштен дел од градот, а некогаш центар на скопскиот ноќен живот, озлогласениот Резил Сокак Цовеца. Славниот Јанцинан, кој се наоѓал карши црквата Свети Спас и за кој пишувал Крлежа во своите романи, повеќе не постои. Но постои еден друг објект. Ова зад мене, ова е Фенерли Ан, символ на скопскиот блуд и разбрат. Името го добил по црвените фенери кои го краселе. Више ги нема. На приземјето се наоѓал двор во кој гостите ги паркирале своите коњи, крави, мазги, магариња и така натаму, а околу нив се наоѓале кафеански маси и столици. Друштво на гостите им правеле ноќните дами, кои откако ќе се пазарале со муштериите, заедно заминувале во собите на горниот кат. Горе. За оние кои не биле меракли по овој тип забава, постоеле буриња со ракија и жива музика. Музиката трештела толку гласно, што домакините од соседните куки нон-стоп се жалеле до управата на градот, тврдејќи дека ноќно време око не може да затворат Цовец. Покрај мене е господинот Беќо, кој моментално живее во Фенерлијанот. Господине Беќо, какви сте моментално условите за живот во Фенерлијанот? Условите во Фенерлијан моментално се многу тешки, бидејќи живеам во мала квадратура. А дали прокиснјава? Да, кровот, после имаме по зидовите истото така. Уште нешто да ве прашам, дали чувате домашни животни? Домашни животни моментално не чуваме, бидејќи не дава инспекцијата, пошто тука сме уце. Дали имате да се пожалите за нешто околу Фенерлијанот? Да, имаме да се пожалиме. Пошто ја одамно таму живеам, еве 47 години, таму сум роден. Да. Така имам 3 деца, кои едниот е студент при крај на педагошка. Немаме услови за живење никако, не можат децата да учат, да се школуваат. Многу ви благодарам. Ова беше господинот Беќо. До гледање. Ја ќе испевам песмата за еден занатчија. Било вака. Коконо моримо ме убава, мене ме пратил мајсторот. Музика, да ти кажам сега, чим ме прашат и мене, музика тогој имаше оркестар вака, цигански го овие најпосе, со виолини, а имаше и со тупани. Сега му вика невеста. Чираче море мало ѓаволче. Музика, свакаква музика. Свиреше
vojna muzika. U ovim drugima razne kapele sa pevačice. Čiračovik. Nevesto mori korko ubava, koga od banja ideše. Имаше и градска музика, не градска, Национална. Речено, љубавна, национална. Секс музика с кој денеска топие. Сенка ти дуќан флеваше, сенка ти дуќан флеваше, мајстор ти фустан кроеше. Убаво ли е? Скопскиот хотелиер Топаловиќ ве поканува во својот хотел Парис, ноќевање во чиста постелнина со најсолидни цени и послуга. Скопската пивница и ресторација Зрински ви се препорачува со модерно уредување, европска послуга и хигиена. Скопскиот адвокат Милан Јатанич нуди кореспонденција на српски, француски, германски, турски и грчки јазик. Првата Кралј Срп дворска аптека ви нуди мелем против ревматизам, лек против потењето на нозете, сарај крем за нега на лицето. Купете лозови на Кралј Срп држ класна лотарија. Скопје во втората деценија на 20 век. Декада на 3 војни, 4 држави, неколку влијанија. Што всушност се случува во светот пред 90 години? Каде сме биле тогаш во однос на остатокот на планетата? И дали имало и други скопјани во галаксијата или сме биле сами во космосот? Во втората деценија човештвото се уште е во заблуда дека живее во најубавиот од сите векови, во векот на мирот, технологијата, уметноста и прогресот. Се завршува копањето на Панамскиот канал. Пикасо и Брак го создаваат кубизмот. Малевич го изложува црниот квадрат на бело. Парис лудува по музиката на Стравински. Во Барселона Гаудија гради катедралата Света Фамилија. Во Копенхаген Клара Цеткин го прогласува 8 март за Ден на жената. Во Америка започнуваат да се објавуваат првите джез плочи. Во Холивуд се снимаат неми комедии. Магионичарот Худини тргнува на турнеја по Европа. Светот е опчинет со авионите на браќата Раид. Луѓето уживаат во ентузијазмот на ерата Бел Епок и никој, ама баш никој не ја насетува крвавата кланица што следува. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Maggis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Прво, бумба една падна, кај пазар, кај зелен пазар денешен, сега кај што се тија кулата прва понатака десно, и како што паднала бумбата, одеднаш штрапнела. Ја као дете мало, у двор ме удри овде. Као сега тоа го памтам, и после од бомбардирањето, нашите старите стрина ми, татко ми, да речеме и компанија, ме однесува мене кај сега што е Велика Србија, кај еден вујко имав, тамо Алексо се викаше, знаеш, имаше син Трајан и Никола, и две сестри уште бева, Павлина и не знам, не сеќам која беше, ме однесува тамо кај една тетка Гуга. Првата светска војна, као фрагменти кажувам,
нели германците кај изградиле нешто така онамо кај железничка станица, таа улица не постои, нели магазини свој и изградиле. А тука кај Мак Петролу продолжетак навака е прва германска операциона болница. Првиот светски рат. Тука била. Оти фронтот, како биле, ги носеле тука болните, ги оперирале, ги лечеле. Ко сега памтам. Тука имаше како сега што има хуманитарна организација и тога е имало. Не може од вакви размери. И казан со какао, варење кафе, не знам што, нели? И се делело на сиромашни граѓани. Това се сеќавам ја. Дури мајка, како мајка ми да ми викаше, како да ме и ми нареди, иди Петре, ова. А после се сеќам дека у нашата куќа, кај што бевме у улица Христо Ботев и Франше Депере, после бева некои си германци тука седева, бидејќи од железничка станица ја виделе куќата, чардаклија со бунар и се населиле тука. А ова го знам ја, па да ме подсетиш убаво, го изјавувам бидејќи тука сум живеел и тука сум израснал. А некој, па го потврдувам, ако има некој поише да знае од мене, нека се јави кај вас и нека ме допуни мене. Čista svetlina, tvojite oči ljubima, moja ljubava strana. Od tebe radost, bolest sa slobosta, za pridek tiška rozicenja. Hiljadoljetna si, no ne stareješ ti, za svojta divna krasnota. Hiljadoljetna si, no ne stareješ ti, za svojta divna krasnota. Za vek sveta si ti jedna. Се наоѓаме на Биг пазар во дворот на Аладжин џамијата. Во дворот на џамијата се наоѓа ова турбе, познато како шарено турбе. На влезот од турбето некојаш постоела плоча на која биле испишани името и презимето на покојникот закопан на ова место. Но кога во 1915 година силите на Оската го освоиле Скопје, еден германски офицер Бајагија Бендисал оваа плоча, посакал да ја задржи како сувенир, ја изведил и ја понел со себе. Денес плочата може би се наоѓа во Регенсбург или во Олденсбург или во Аугсбург или во Западна Вестфалија или во Јужна Саксонија или во Централна Прусија. Доколку германскиот амбасадор во Република Македонија ја гледа оваа емисија, го молиме да превземе јавна акција во својата татковина за плочата да се врати таму каде што припаѓа. Mamón, hijo puta, cabrón! Yeah, great, great, great! Yeah, Magic Dice! Ashes, this one for you! La machaca, cause we got it, think it's out. The Magic Dice! La machaca, thank you, in our rotten sound. Magic Dice! La machaca, cause we got it, think it's out. The Magic Dice! La machaca, thank you, in our rotten sound. Magic Dice! One day I find me a Magic Dice. Magic Dice that always talking twice. Roll! Mamón, hijo puta, cabrón! За време на Првата светска војна Скопје владееле австрици и германци, популарно наречени шваби. Дефиниција за шваба е човек кој конзумира
Пиво во штетни количества. Швабите се многу работлив народ, кој кога не војува, многу работи и многу рано си лекува. Од тие причини швабите не го познаваат ноќниот живот. Така да сите кафичи им се затвараат во 10, максимум 11 часа. Сега исклучок се петок и сабота, кога швабите излегуваат во кафичи и пијат многу пиво и се прават магариња. После тоа ги закачаат скопските кенвери, шетаат по скопските улици, јодлаат под скопските пенџериња, издригаат на скопските девојчиња. Се разбира, се тоа не им се допаѓаат на скопските девојчиња, па затоа тие преферираат латино фрајли. Позитивна последица на швабите во Скопје е тоа што ние скопјани го правиме најдоброто пиво на Балкан. Меѓутоа, негативното влијание од престојот на швабите во Скопје е тоа што ние максимално се дистанцираме од пивото и манијачки маваме текили и нормално паѓаме под шанак. За најпознати скопјани на втората деценија ги избравме браќата Шабанпаша. Овие двајца фраери се прославиле по неколку работи. Го донале првиот трамвај и отвориле првата скопска трамвајска линија. Ја купиле првата лимузина марка Рено и изградиле една од првите европски палати во Скопје, на времето француски конзулат, а денес пионерски дом Карпаш. Нивниот физички изглед и убавина се инспирација за денешните фитнесџи, а нивниот физички стил на облекување извршил силно влијание врз генерации и генерации скопски шминкери. Имале воденица и на основу тоа Шабанпашта се викале. Овие Јусуф Марина, овде кај граѓански, позади ССК игралиште, кај што е споменикот Гоце Делчев, одмал продолжеток. Кај француски гробишта, као што се француски гробишта доле, од француски гробишта се гледа Вардар доле, нели? И тука имаше затворено едно кој еден канал одеше у Шабанпашина воденица вода. О, карши сега водовод кај што е, тука сме носели жито за мелење, не ја, не татко ми, свите цело Скопје. Шабанпаша воденица. И тоа беше затворено, колку им треба вода си пуштава ујаз, а другата вода одеше ваму у Вардар. Вардар беше чист, тога не сега е загаден Вардар. Тога беше чист, можеш вода да пиеш од Вардар, нема ништо. И ретко можеше да иде човек да се бања тамо, бидејќи од една страна водата бргу иде, а од друга страна тиха, многу длабока. Треба многу да знаеш да пливаш, па да одиш. И Вардар беше многу поголем тога него сега што е. А имаше наши некои пливачи под камени мост и од карши цека сега кај што е, од урнато се викаше тука урнато, ќе ги надуе гачите долги, пузна воздух и грбечки ќе легне друг да му се издуши тоа и после ќе му спадне. Како се носи? Кој како има? Гачички и одако. Некако сега голи. Тогој, да речеме, женските имале костими, не пупукот да им се гледа. Не. Девојчиња послабо имаш. Не идева тога девојчиња. Па ќе ти кажам и друго нешто, седиме ние четворица на самата река кој што продеше Вардар, еве го еден озгора иде се дави. Рипна тој трајко. И ние натрчавме тројца, ги фативме свите, полека, дојдовме до гуша у вода, го изнесовме Србинот, удаен од Београд. Го дигаме вамо, тамо го не, го живевме.
Оживе човекот, вика, вика, ја, вика, у Дунав се бањам, вика, биди у Скопје, вика, ќе заѓине, вика. Билијар. Билијар или билјард или билјар е скопски феномен што ни го донела Европа. Го играле европските конзули и инженери у време турско, а највише се играл кога у градов дошле Срби, Шваби, Енглези, Французи и други. Од тогаш па навака, билјардот се стабилизира у Скопје како фазон број 1 и секој малски кафич што држел до себе, морално било да има барем по една маса за билијар. Значи, да резимираме. За да те признаат за фраер у Скопје, морало да направиш 3 работи. Да положиш за кола, да патиш женска манекенка и да си махер у билијар. Како се прави тоа? Прво и најважно е изборот на штекат. А ако си љаксе, ќе се фатиш за првиот штап што ќе го видиш. А ако си махер, ќе бираш штека едно 10-15 минути, за да те видат дека се разблечиш. Значи, тежина, центрирање, висина, капица. После тоа си го рцкаш со кикс. Исто така едно 5 до 10 минути. Најболјиот играч ги разбива топките. Тоест пак ти се местиш полека. Замижуеш, цилјаш и уосталом ја уште немам ни за кола положен. Ова е местото наречено француски гробишта, каде што почиваат војниците на француската армија, загинати во Скопје за време на пробивот на Солунскиот фронт. Некои од нив се французи по род, некои се арапи, рекрутирани по француските колонии во Африка. Јас тешко можам да ги изговорам нивните имиња, а уште помалку знам за нивните родни градови, како што и тие, предпоставувам, тешко го изговарале името на Скопје. Веројатно не ни знаеле дека постои овој град. А сепак, судбината сакала вечно да останат во него. Се надевам дека француската врховна команда имала барем толку доблест да испрати писмо до нивните мајки во Тулуз, во Мароко, во Тунис, или каде и да биле, да ги извести за безсмислената смрт на нивните синови. Доколку француските генерали тоа не го сториле, јас ја користам оваа прилика да... Ада што фај? Зад гробот на Наум Наумовски Борча се наоѓа семејната гробница на веќе спомнатиот Борис Дрангов. Семејната гробница има епитаф на кој стоят две фотографии. Едната на Борис Дрангов во бугарска униформа со одличие на полковник и веднаш до него Дранговиќ. На фотографија гледате српски војник во српска униформа, можда брат или секако близок роднина.
Дрангович убиен 915, Борис Дрангов загинал 917 година. Браќата на Солунскиот фронт пукале еден на друг. Може би некој нивни куршум или нивна команда, посебно мислам на командата на Борис Дрангов, го предизвикало убиството на неговиот брат или близок роднина. Се створи Југославија или СХС, нели, Кралевство на Срби, Хрвати и Словенци. Од тога, нели, надојдова Срби, надојдова населеници и така, власт и друго све што се навоѓа у власта. Абе види сега, на едно, на две, тога и нас, обично, нешто си преговорил, бугараш. Прво и това е. И ти? Што ќе правиш? Чутиш? Тога беше тежок живот. За македонците беше потежок. Потежок живот беше, рација имаше секој патролите да... Овде у кафаната, као сега памтам бе, у кафаната ми играме билјард овде, кај цер кафаната на пазар, унутре и оп, у тој момент влегуваат цивили. Легитимацију, и надвор стојат два полицајца. И ти немаш легитимација, наполе и после. Ќе те најде на улица, ќе те собере, ќе те однесе у затвор. Средара ќе те држи, ќе те пушти. Вечерта ќе чистиш, ќе надујеш, утре цај по една клоца у гас, ајд бега. Што ќе преживе? Власт е. Право да ти кажам, Македонец ретко можеше да дојде на државна работа. И повеќе беа занатли, него што уче во школа. Кога завршивме ние четврто оделение, да се запишеш у гимназија, треба татко ти да е трговец или некој голем газда па да те запишат у гимназија. Не те запишува сиромашко дете у гимназија. Одакle си? Јужносрбијанец? Што ќе се лажеме тога? Кај смеш да кажеш Македонија? Јужносрбијанец? Из Скопје? Добро. Сите сме се призивале српски. Ми е Пуковци фамилијата, јас сум била Пуковиќ, Марија Пуковиќ. Та ученичка. Така било времето. Скопскиот весник Социјалистичка Зора, број 62 од 20 август 1920 година, го пронајдовме следниот текст во кој што се вели: Скопје е преполно со беда и сиромаштија за кој никој не води сметка. Наместо центар на покрајината, градот представува пренаселена, извалкана, загадена и ориентална паланка. Ако Скопската општина повторно падне во рацете на некој од буржоаските партии, градот дефинитивно ќе се претвори во Содома и Гомора. Само комунистичката партија може да им застане на патот на овие шпекуланти и дери кожи кои што ја цедат и последната срж од коските на народот на нашиот град. Скопје може да го спази само комунистичката партија. На локалните избори одржани во октомври истата година, комунистичката партија ги освоила најголемиот број на гласови, дури 1617, и со тоа дошла на власт. Но само 3 месеци подоцна изборите биле поништени и комунистите изгубиле власта.
Но новиот прекар на Скопје, Црвена општина, останал и понатаму. Како спомен на целиот овој настан, во Скопје останала само една плоча и еден мал площад кој што го носи името Црвена општина како спомен на овој бунтовен град. Што можевме да научиме од оваа епизода? Можевме да научиме дека Скопје бил отворен град. Во втората деценија на 20 век низ него поминале повеќе војски отколку во било кој друг град во Европа. Исто така можевме да научиме дека скопјани се луѓе со широка душа и голема толеранција, дочекале и испратиле разноразни гости и фин свет и обични бараби. Сега, дали сме ние по традиција гостопримлив народ или едноставно ја отвараме вратата за да не ни ја искршат со сила, тоа истражувачкиот тим на досие Скопје не може да го процени. Да, но во секој случај сите ние мечтаеме за оној убав ден кога по скопските улици наместо странски војници со калашникови ќе се движат странски туристи опремени со куфери, ранци, проспекти, фотоапарати и секако джебови преполни со девизи. Скопските хостеси ќе им ги покажуваат убавините на Свети Пантелеймон на дебелите германски пензионери, скопските келнери ќе ги гојат, појат и дерат американските бизнисмени, а скопските фрајери ќе ги шетаат осамените швеѓанки, откривајќи им ги страстите на бурниот скопски ноќен живот. Ова беше Досие Скопје, втора епизода. Се гледаме. Sve što sakam, ja po tebe, nema zdih, nema bol, nema traga. Sve što stori, sve što ljube, posle nas beše ništo, beše prazno, beše laga. Sve što sakam, ja po tebe, lažna noć stopi sve kako pena. Si od život ti mi beše, сега znam, sve ta ludost, si te skazni, sve ta želda, no ti si